Мој денешен соговорник на оваа тема е поранешниот амбасадор господинот Ристо Никовски. Господине Никовски, добар ден. Средбата Димитров Кодзијас денеска во фокусот на јавноста. Како ја коментирате оваа денешна средба? Веќе имавме можност да слушнеме дека Грција не ги омекна позициите, бара прво промена на името на Република Македонија, па потоа зелено светло за влез на земјава во ЕУ и во НАТО. Видите, мислам дека е многу важно во овој момент да бидеме свесни дека постојат три работи кои не смеме да си ги дозволиме. Првата е да новата власт не смета дека од неја се почнува. Втората е дека под никој случај не смеат по странство да напаѓаат нити поранешната влада, нити поранешните незини политики. И обратно, и другите да не напаѓаат сегашната влада во странство. И третото е да не се покажува наивност. Мислам дека од сите овие три работи има по нешто актуелно, иако треба да спомнеме дека на пресконференциите во Брисел Заев беше сосема солиден. Тој додека Столтенберг и Хан вергла дека Македонија мора да се прекрсти, он си тераше нашата политика, нашите интереси. Мислам дека не е целосно така и во случајот со посетата на Атина. Од тамо не можеме ништо посебно да очекуваме. Меѓутоа, треба да се знае дека политиката и на Вашингтон, и на Брисел, а пред се и на Грција, е таа 25 години, и дека ние не можеме да се поднесуваме, можем сега почнуваме нешто ново и дека сите тие ќе се прилагодат на нас. Тоа е нереално очекување и тоа е наивно доста. Мислам дека тие елементи мора да се избегнат, мора да бидеме свесни дека сега очекуваат сите тие три центри, Вашингтон, Брисел и Атина, дека Македонија треба да потклекне, да се прекрсти и дека во тие рамки ние треба да градиме нашата стратегија, да ги одбраниме нашите фундаментални интереси. Значи, да се направи една нова стратегија, значи треба да се направи еден штаб подхитно кој ќе работи секојдневно тие прашања, бидејќи се тие во фокусот на интересот на странците, се што ќе презема ќе биде во таа насока и ние не можеме да издегуваме онака како паднати од небо, нели така. Затоа мислам дека оваа посета и на овие посети и на Брисел и сега на Атина ќе ги осмислат нашите нови представници, ќе сватат дека топката е кај нас по многу што, дека ако очекуваме од другите ништо нема да добиеме, тоа веќе 20 години тоа се случува, и дека треба да тргнеме во офанзива. Сите аргументи се на наша страна, и во однос на Грција, и во однос на Брисел, и во однос на САД, Соединените американски држави, али дали ќе ги ние ставиме на маса, дали ќе жестоко ќе ги браниме или ќе бидеме во некоја дефанзива, тоа зависи од нас. Мислам дека има простор, има услови и Македонија може и треба да успее, али велам со една целосно нова стратегија, која во основата, да го спомнеме и тоа, треба да го врати проблемот и да речем темата во Обединетите нации, поточно во Советот за безбедност на Обединетите нации. За тој таков ичекор постојат конкретни мислечини и разработени стратегии, али треба да се заземе еден одлучен став дека или ќе се бориме, или ќе напаѓаме ако сакате, што ако се браниме не можеме ништо да одбраниме, сите се на другата страна, а ако напаѓаме бари имаме шанси да нешто постигнеме. Откако еве и по денешната изјава на Кодзијас, веќе може да се каже на некој начин дека се изгуби таа можност, односно опцијата која што ја најавуваше новата македонска влада за влез на земјава под привремената референца во НАТО. Сметате ли дека можеби новата влада ќе попушти на некој начин под притисоците и можеби ќе се согласи на компромис или евентуално промена на името на земјава? Не дај Боже, мислам дека и она што го видовме од изјавите на Заев во Брисел, свесни се дека едно е да си во опозиција и да зборуваш што сакаш, а друго е кога имаш власта во своји раце и одлуката. Знаете, некој да ја прекрсти оваа држава и да ги преврати во гробишта, во гробница сите македонци кои со векови се бореле за оваква Македонија, не е баш едноставна работа, разбирате. Така да ми чини дека тие сватија дека предизвикот е преголем, дека не сме да се оди во таа насока, меѓутоа нивните обиди да влеземе во НАТО со привремената референца се апсолутно исправни, тоа треба да се инсистира и да се
цело време тропа на маса со привремената спогодба, со пресудата од Хаг, разбирате, така да сето тоа се оние столбовите на нашата позиција, кои никој не може да ги оспори. Али колку ние ќе ги ставиме до знаење, колку ние ќе ги наметнеме на другите како начин, метод на размислување, на одлучување, е наша одлука. Мислам дека тука и во тие, велам, на почетни грешки кои се прават во интервјуто во Financial Times, се спомнува привременото име. Нема Македонија привремено име, разбирате. Привремената референца е една работа, а привремено име е сосема друга работа. Тоа прво никој нема право, мандат да прекрстува било кого и да му дава привремено име. Привремената референца е начин како да се обраќаат кон Македонија и самиот факт дека П од привремена и Ј Југословенска република Македонија ше клучното, се мали букви, нема мали букви во некакво име, разбирате. Така да тие грешки не сме да се прават, поготово еден таков влијателен вестник, и затоа треба да се внимава максимално и да не се смета дека ево сега ние од грците ќе апелираме на разбирање, на не знам поддршка и слично и дека тие ќе се променат. Нема. Грчката политика према Македонија е со векови ваква, или нека биде век и пол најмалце, разбирате, таа ќе продолжи 100% и ние не можеме да го бараме решението во Атина, туку во Вашингтон. Сите конци за оваа криза, за овој проблем ги држи Вашингтон и таму треба да се бие битката. Доколку во следниот период во иднина се случи новата влада и да донесе решение за некој можен компромис за името или промена на името на земјава, како мислите дека би реагирала македонската јавност? Според вас би било ли прифатена на ваква опција, зашто и всушност и новата влада најавија дека доколку би имало една ваква можност би било ставена на референдум? Видите, компромис мора да има и тоа треба да бидеме свесни, меѓутоа во моментов кога веќе е јасно дека не е во прашање името на државата, кое е само едно покритие за да се елиминира македонскиот народ, значи кога се прашање идентитетот на народ, компромис не сме да има. Значи, ние го прифаќаме тој компромис се до моментот кога не се отворија картите. Иако на оние што ги пратат аналитички овие работи им беа јасно дека не е името во прашањето туку на народот, разбирате, сега кога веќе сите ги отворија картите, кога грците отворено го кажуваат, кога тоа го кажува и Брисел и Вашингтон, вие сте виделе во извештаите на Брисел да има македонски јазик, македонски народ, не. Тие кои ќе мора да употребат македонски, тоа го употребат црквата, за манука, што не може да кажат православната црква, македонска православна црква, разбирате, че придавката никаде не се употреба, че во прашање и јазикот и народот и све. Значи, кога тоа е веќе сосема јасно и видливо, ние мораме да им ставиме до знаење дека компромис нема. Али бидејќи рековме дека мора да се бара некое решение кое ќе им го спаси образот на другите, од Вашингтон, Брисел, па до Атина, разбирате, тоа мора се најде нешто што нема да навлегува во идентитетот на народот, тоа не може да биде ни северна, ни горна, ни ништо, што тоа апсолутно менува се, разбирате. Значи да се најде некаква, што би рекле, нешто утешно, разбирате, да ето така помине тоа нешто што ќе биде привремено и така, али, велам, за тоа е потребна стратегија, тоа се потребни и странски експерти кои мора подхитно се ангажираат, кои ќе напатат нова стратегија, бидејќи да знаете се во Македонија е во зависност од името. И интеграциите, и развојот, и странските инвестиции, и меѓуетничките односи, све е сврзано со името моментално. И ако е тоа така, значи ако е тоа главниот, најкрупниот, најсериозниот проблем, треба да се направи се и да не треба да се штедат за тоа пари, да се направи еден стручен тим, да се земат странски овие експерти и да се почне офанзивно, секојдневно да се лансираат идеи, теми, тези, барања и слично, кои ќе не водат напред. Да не забораваме дека времето не работи повеќе за нас и дека во Хаг, кај што добивме една блескава победа, разбирате, историска, беше благодарејќи на странските експерти. И за тоа не треба да бегаме. Значи, имаме ние добри луѓе, имаме добри експерти, меѓутоа се работи едно прашање кое е sui generis единствено во светот и нема ни во светот експерти кои имаат некако конкретно искуство, али луѓе кои работат на слични проблеми, кои имаат широки глобални познавања, можат и како да ни помогнат. Господине Никовски, јас ви благодарам за овој разговор.